Градоначалниците итно си ја сакаат градежната слобода. Од државата бараат наместо министерствата за промените на деталните урбанистички планови да одлучуваат тие. Сегашното законско решение според кое за секоја промена на ДУП мора да се добие одобрение од Министерството за транспорт и врски, досега успорило или закочило многу општински проекти на истокот. Тоа ја кочи на вистина постапката и ние се соочуваме како општини со огромни проблеми во делот на реализацијата, односно во делот на завршувањето и согласувањето на деталните планови со генералниот урбанистички план, што од своја страна го кочи и развојот на општините. Таков е случајот со повеќе општини од истокот, таков е случајот и со општина Кочани, каде што од моето преземање на градоначалничката функција ние отворивме 7 детални урбанистички планови за усогласување со генералниот урбанистички план, едва и успеавме еден да завршиме. Со вакви проблеми се соочуваат сите општини во регионот, особено поголемите кои реално имаат капацитет плановите да си ги носат сами. За нас тоа може да биде олеснување како општина Штип и ние имаме и капацитет и кадар да бидеме тие кои што ќе носиме потврда и одлука за давање на позитивна согласност за деталните урбанистички планови, но секогаш треба да размислуваме од другата страна дека имаме и помали општини кои што немаат речиси никаков капацитет да создадат 3, 5 или 7 члена комисија од инженери и архитекти кои што ќе ги разгледуваат, ќе даваат оцени, ќе ги толкуваат, ќе ги наоѓаат аномалиите на тие планови. Поради ова, од државата се бара забрзување на децентрализацијата, особено во делот на урбанистичките планови. Но како што сега стојат работите, тоа нема да се случи брзо. Од една страна, вистина кочењето на, односно бавните процеси на измена на генералниот и деталните урбанистички планови се пречка за економски развој на самата општина, но од друга страна па пребрзото променување на плановите без соодветна процедура може да доведе до загрозување на нечие индивидуално право кога ќе се мени детален план без да се запознаат граѓаните со содржината на тој план и може да се влези во нечие друго право, така да би бил внимателен што е она што би се делегирало на општините. Тие и сега во фазата на урбанизмот, управувањето со градежното земјиште се нивно, но во деталните планови треба да бидеме навистина многу внимателни. Инаку, без соодветно усогласување на деталните со урбанистичките планови, не може да се реализира ниту еден посериозен проект во општините за кој е потребна градежна дозвола. Постапката за промена на ДУП сега трае со месеци, поради големиот број предмети заглавени во транспорт и врски. Доколку ингеренциите се префрлат на општинско ниво, онаму каде што за тоа постојат услови, времетраењето на промена на плановите значително ќе се скрати.